10 година поред, воедно одбележувајќи го и првиот јубилеј, општина Илинден го организираше и успешно го реализираше спортскиот викенд Илинден 2018. Ова спортска манифестација, која се организира по повод одбележувањето на патрониот празник на локалната самоуправа и националниот празник на македонскиот народ, е веќе добро позната и надвор од границите на Македонија. Токму тука, во општина Илинден, на едно место, можете да видите над 750 учесници, и тоа велосипедисти, шахисти, кошаркари, фудбалери, тенисери и други љубители на спортските дисциплини. И оваа година, со стартот на шаховскиот турнир, беше означен и почетокот на спортските случувања, кои траеа 2 дена. Фидемајсторот Дејан Динев ја освои шампионската титула. Второто место му припадна на фидемајсторот Зоран Стојчевски, а третопласиран беше Илија Стошевски. Градоначалникот Стојановски на најдобрите им ги врачи наградите и плакетите. И овој пат најголемо внимание привлече професионалната велосипедска трка во должина од 100 км, Трофеј Илинден 2018. Таа веќе е влезена во календарот на трки на Велосипедската федерација на Македонија и се бодува за купот на нашата земја. Велосипедистите возеа 4 круга низ населените места на општина Илинден. Илинден, Марино, Ајватовци, Мршевци, Делјадровци, Текија, Миладиновци и Кадино, а должината на еден круг беше 25 километри. Најдобри возачки способности покажа Никола Левков од општина Илинден. За велосипедистите, организаторите обезбедија награди, признанија, медали и пехари. Атлетиката и годинава привлече голема публика, а во трките на 50, 150, 300, 500, 600, 800 и 1500 метри учествуваа над 300 ученици. Несомнено, најголем број досега на спортскиот викенд. На фудбалското игралиште во Марино во рамките на спортскиот викенд Илинден 2018 се одржа ревијален фудбалски надпревар. Меѓусебно играа две екипи составени од фудбалерите на трите фудбалски клубови од општина Илинден, кои се надпреваруваат во третата фудбалска лига, фудбалскиот клуб Илинден, Кадино и фудбалскиот клуб Марино 2012. Спортскиот викенд не би бил целосен доколку ги нема надпреварањата во кошарка. И тука спортски борби и предизвик да се биде најдобар.
Веќе втора година поред се одржува и надпреварот во хокеј на ролерки. Владко Нацевски по трет пат е победник на тенискиот турнир што беше организиран во соработка со Тениската федерација на Македонија. На спортските терени во Марино се одржа и традиционалниот надпревар во брзо пиење пиво. Бобан Јосифовски и Гине Стојановски има најголема голтка, со што го поделија првото место. Овој надпревар, поради големиот интерес и забавата, стана препознатлив дел од спортскиот викенд.